Многу значајни настани личности од богатата културна традиција на Битола имаат почесно место и ќе бидат трајно забележани на страниците од историјата на тој град. Епитетот прв филмски град на Балканот нераскинливо е сврзано со името на Милтон Манаки, првиот филмски снимател на Балканот, кој со својата камера овековечил настани личности од извонредно значење за историјата на нашиот народ. И еден друг настан, многу значаен, сврзан е за градот Битола, а тоа е основањето на Народниот театар, првите денови по ослободувањето, кога му припадна честа за прв пат на сцената да прозвучи живиот македонски збор во првата представа на македонски јазик Ѓорѓи Магаревски од Владо Малевски, со што е означено раѓањето на Битолскиот народен театар. Во составот на првиот ансамбл, покрај другите денес познати театарски уметници, посебно место заземаат и браќата Димче и Ацо Стефановски. Да бидеш или да не бидеш ти? Еве во што е прашањето сега. Без вропот, молком да го трпиш срамот и сите стрели на судбата дива, или пак да се протиставиш гневно, да станеш веднаш, да победиш в борба или да паднеш, да умреш, да спиеш. Да знаеш дека ќе скинеш така нишката на безброј лишувања, маки на ова тело. Тоа ли е целта? Да умреш, да сонуваш, да спиеш, да гледаш сништа. Да, тука е јазлот. Се лага. Се лага. Вие сте само истина. А Илија, тој е загубен случај. Среќен роден ден. Но денес не ми е роден ден. На убавите жени секој ден ми е роден ден. Јас знам што треба за вас. Една чашка природна ракија, што природно ќе го запали вашето тело. Уживам да служам убави жени. А Илија, може да опрете фамилија како мачка во секој доба, само да сакам. Јас знам различни трикови. Кунг-фу. Каква полза од тоа? Светов е полн со говеда и еден помалку не ви значило сосема ништо. Само што јас ќе морам да одговорам пред органите на власта. Зошто се смеете? Зошто се смеете? Јас сум навистина во поодминати години, ама психички и физички сум свеж. Тоа може да го потврдат многу волшебни припадници на вашиот пол. Вие сте вистински артист, виртуоз. Па шум. Јас сум бил професионален артист. Сум играл љубовници. Многу прекрасни артистки лежеле во моите преградки и на сцената и зад сцената. Чекайте. Вие сте филозоф. Од каде тоа артист? Да. Побегнав од животот. Отидов да живеам на штиците живот, што значат, надевајќи се дека таму ќе наидам наследи од вистината. Меѓутоа, таму, на сцената, 100 пати повеќе се лажело. Една вечер, додека го играв, Кој
Кој? Не? Кој? Отело. Еј. Отело. А. Отело. Еј, народе, извикав, не ми верувајте, се е ова лага. Дездемона неизмерно го сака Отело, но Дездемона неизмерно сака и да го мами. Помеѓу двете светски војни, во Битола делуваше еден полупрофесионален театар, така наречен Битолско повлашчено позориште Добро поле. Во него земаја учество неколку професионални актери, а повеќето беа аматери. Меѓу нив беше и мојот вујко Петар Велјановски, како актер. Поради него, јас и мојот постар брат, уште како деца постојано сме присуствувале на пробите и на представите, понекогаш напуштајќи го и училиштето, како и секој деца тоа не интересирало, за подоцна да почнеме да учествуваме во него лично и да земаме поголеми роли се до војната. Во текот на војната, за време на окупацијата, овде на ова место во Битола имаше професионално бугарско позориште. Меѓутоа, во Битола престојуваше и писателот Војдан Чернодрински, автор на Македонска крвава свадба и ред други македонски национални драми и дела. Тој работеше со групи работнички друштва, ги поставуваше своите дела и јас со него соработував и како со режисер, а земав учество и како актер. Така што мојата активност непрекидно се движеше од детството до ослободувањето. Во дните на ослободувањето, по иницијатива на Агитпроп при НОБ и ПОИ на Југославија, во Битола формиравме една театарска група, која подоцна прерасна во Народен театар Битола, кој, како и денес, делува, нели, под тоа име Битолски народен театар. Таа група веднаш подготви актовки, Ѓоре Магаревски и други слични, така што после ослободувањето на секој град, како да речеме, Ресен ја ослободен од окупаторот, веднаш идната вечер ние приредувавме приредби со тие актовки, се разбира и со рецитации и други агитаторски и пропагандни настапи. Потоа во овој театар, во оваа зграда, како што реков, таа група прерасна во Народен театар, во професионален театар. Низ него поминаја ред професионални актери, како и редители. Многу голема соработка сме имале со нашите национални автори, како што се Васил Иловски, Ристо Крле, Антон Панов. Тие директно соработуваа со ансамбло, престојуваа по месец дена додека се приготвуваа нивните национални драми овде, така што таа соработка користеше многу на овој ансамбл за да стекни и нивното искуство да го пренеси, мислам, бидејќи тие работеа и порано и пред војната се занимаваа со театарска уметност. Во секој случај морам да го потцртам, ова еден од најголемите соработници ми беше мојот брат Димче Стефановски, долгогодишен актер овде и долгогодишен редител и директор на овој театар. Бидејќи ние бевме браќа, живеевме во иста куќа, соработувавме многу тесно. Немаше ни еден потфат, ни едно дело кое се подготвуваше овде, а
да не го растресуваме, да не го разгледуваме, да не го студираме заедно, да се дополнуваме со мисли и со критички осврти кон него. Така што најкорисна може ми беше таа соработка со мојот брат и ми се чини дека ако сме постигнале некои успеси и резултати, тоа се должи на нашите заеднички напори. Уште од првата премиера на Битолскиот театар, па до денес, Ацо Стефановски ќе одигра импозантен број улоги од сите македонски автори, како и значајните ликови на Хамлет, Војко Вања, Едип и многу други од светската драматургија. Сите тие ликови од најразлични жанрови и епохи, богато доживеани со одмерена и изнијансирана сценска игра, со чистиот сценски говор, ќе го вбројат Ацо Стефановски во првенците на македонската театарска сцена. Варива! 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 Не е тука. Ама со мене е моето злато. Со мене е моето драго, со мене е моето мило, со мене е... Сега сум богат. Најбогат. Каков начин нашол Златиком да ми го грабне златото. Ми испратил цела војска готвачи. Ама добро помина работата. Подоцна малку, ако се вратев, моето злато ќе свршеше кај Златиком. Ама сега успеав. Цел живот варди, само еден час не варди, како никогаш да не си вардел. Ама успеав. Сега моето злато е кај мене, со мене е моето драго, со мене. Златиком сакаше да ми го голтне, ама ветар ќе голтне. Не моја ќерка ми без мирес, а за златото ќе прости. Вечера никако не смеам да го оставам дома златото. Опасно е. Ќе го скријам в црква. Там мирно ќе ми спиеш, злато мое, мирно ќе ми спиеш, а јас мирно ќе спијам. Злато мое, спи ми мирно спи. Разбойници! Кој е таму? Разбой! Арами! Те видов! Арамио! Нема никого. Успеав. Златото го скрив во гробот. Кој гроб би отворал? Го покрив со коските. Тоа никој не ќе го знае. Вечерва ќе појдам кај Дум Марин да му го побарам клучот од црквата. Ќе ја заклучам црквата, а клучот кај мене ќе го чувам. Никој да не знае. Ќе појдам кај Дум Марин. Го зедов клучот од Дум Марин, ќе ја заклучам црквата. Овакви работи грешките не се проштаваат. Ама пред да заклучам, да видам што ми прави моето злато, моето драго. Што ми прави моето злато? Арами! Крадци! Каде сте? Крадци! Го нема моето злато! Арами! Крадци! Држте ги! Фати го!
сум убиен, упропастен. Ми го нема златото. Поможете ми, луѓе, спасете ми го моето злато. Кажи ми, ти, кажи ми, каде е моето злато? Ти треба да си добар човек. А се смееш. Сите се смеете. Сите луѓе се крадци. Сите треба на бесилка. Сите. Ми го нема моето злато. Моето злато ми го нема. Јас сум мртов. Мртов сум. О, Боже. Боже, Господи, врати ми го моето злато. Врати ми го. Како на целиот свет. Окото што му се весели и радува кога сонцето ќе угре. Така и мене ми се радуваше окото и ми се веселеше срцето на светлост од моето злато. А сега го нема моето злато. Го нема мојот живот. Јас сум мртов. Мртов сум, мртов. Театарската уметност, по мое мислење, е синтеза на повеќе уметности. Тако, музиката, ликовната уметност. А по моје длабоко уверување, таа иде до едно совршенство да задира дури и во рамките на науката, како што е психологијата, психофизиката, анализирање на психофизиката, па и анатомијата, дури и математиката. Кога велам математиката, мислам она доближување во однос на мерката. Најважна мерката во остварување на едно уметничко дело. Мерката конкретно во театарската уметност е во тоа, во пронаоѓање мерка на висина на тонот, на јачина на тонот, на одмерување на гестот, на раздвиженоста по сцената и така натаму. Така што крајната цел би требало да биде катарзата. Она по Аристотел издигање на психата над телесното, над секојдневното, над она валканото. Кога се дојде до таа катарза, резултатот треба да биде она што се пласирало на гледачот, на слушачот театарски, да го натера после излегувањето од театарската сала, да размислува и да осети оти постои и една повисока цел за која треба да се живее во животот. Сметам дека Ацо Стефановски е еден од најзначајните македонски актери. Го познавам уште од моите први чекори во Битолскиот народен театар, кога во свое време ја толкуваше ролјата на Фердинанд во Интрига и љубов. Тогаш беше мит на битолската публика. Се работи за еден актер кој, упростено речено, ги поседува сите дарови Божји потребни за актерската вештина, со неверојатен глас, полн со метал, а при тоа ненаметлив, топол, со фигура која импонира, која го доведува во еден строг фах и го води низ сите 30 и повеќе години на неговото актерско делување низ различни фахови. Почна како херој и како драмски љубовник, а потоа
се трансформираше во карактерни герои, со кој е преполн светскиот репертуар, за сега да стане карактерни актер од прво разредно, така да речем, значење. Но најголемата негова особина, можам да речем и една од најретките особини кај добрите актери, е неговата актерска памет. Тој е паметен актер. И како што рече еден од учителите на Молиерот, ренесансен италијански капокомико, паметот, актерскиот ум, умот на личноста која сака да стане актер, е најголемото достоинство кој треба да го краси. Во таа смисла Ацо Стефановски просто не може да сгреши. Неверојатен ум кој на неверојатно продлабочен начин влегува во светот на ролјата, во духот на ролјата, во битот на ролјата. Еден неверојатен интелект од кој се надевам сите со право очекуваме се уште големи врвни актерски креации. Татко ми беше Полип, царот на Коринт, а мајка Дориката Меропа. Бев првиот граѓанин меѓу коринците, се додека не ми се случи една чудна, туѓа работа што не требаше да ме привлекува. Една вечер на една пијанка, еден човек во пијанство ми рече дека не сум вистински син на моите родители. Одвај го надвив гневот таа ноќ. На вториот ден се им раскажав на моите родители. Тие строго казнија човекот што ги изрече тие зборови. Тие што тоа го направија, мене ме задоволи. Но гневот не изгасна. Шепотот се разнесе. Скришум од моите родители, тргнав за Делфи. На моето прашање Аполон не ми даде одговор, но тој ми каже нешто пострашно и погрозно. Ми било судено да го убијам својот татко и да имам деца со мојата мајка. Кога ги чув тие зборови, решив да скитам низ ширниот свет, онаму каде што звездите ќе ми го покажуваат патот, што подалеку од Коринт, само да не го видам исполнето кобното предскажување. Никој граѓанин, никој туѓинец не ќе треба да ме прими, ниту да ми прозборува. Секој ќе треба да ме брка од својот дом, а таа клетва ја самиот си ја навлеков. Зар не сум целиот потонат во срам и проклетство? Јас треба да бегам од овде и никогаш ни за миг не треба да се вратам при своите. Инаку ќе треба да се оженам за мајка ми и да го убијам татко ми. Ако некој за мене рече дека ме следи некој страшен ѓавол, ќе рече ли со тоа многу? О, вие чисти небески господари, не давајте да го дочекам тој ден. Земете ме од овај свет пред да го добијам жигот на таквото проклетство. Да страда оној што на врвот од планината Китерон ми ги ослободи рацете од тешките јажиња. Тој ме спаси од смртта, но не за моje добро. Да загинев тогаш, немаше да бидам ни за пријателите, ни за себе си извор на вакви маки, ниту како убиец на татко ми ќе дојдев тука, ниту ќе се оженев за онаа што ме родила.
А сега сум проколнат безбожник, син на грешница, проколнат да добивам деца од она утроба која и мене ме родила. Татковци, мајки, синови, ќерки, браќа, сестри, секој степен на крвниот срам од овој свет. Ако има нешто да е поголемо зло од злото, тогаш тоа му е доделено на Едип. Ацо Стефановски, како актер, спаѓа меѓу оние малкумина, што кај младите интелектуалци од мојата генерација создадоа еднаш за секогаш љубов спрема сценската уметност. Како професионален актер, јас него го познавам повеќе од 20 години, а тој, како што знаете, припаѓа на онаа генерација во сценската уметност во Македонија, што настапи веднаш по војната. Меѓутоа, веднаш треба да се нагласи. Тој не остана на првичниот ентусијазам со кој е обележан квалитетот на оваа генерација при самото нејзино настапување, туку отиде далеку над тоа чувство. Тој на сцената на Битолскиот народен театар и не само на неа, има создадено ликови кои го надминуваат квалитетот на директното доживување сврзано со сензацијата на визуелната уметност, туку напротив, тоа се живи ликови кои остануваат во трајно сеќавање на оние што се сретнале со нив, зашто тоа е среќавање во исто време и со мајсторството и со магијата на сценската игра. Се вели дека постојат актери кои никој пат не можат наполно да промашат. Ако е оваа естетска категорија вистинита, тогаш Ацо Стефановски сигурно припаѓа во нејзиниот домен, зашто јас, колку што се сеќавам, не сум имал прилика да го видам во роља која што нема да направи впечаток кај гледачите. Тој е имал судбината на актер кој постојано игра, зашто својот уметнички век го поминува во една мала средина, во мал професионализам, каде што се влегува од проект во проект, од ангажман во ангажман. И видете сега како чудно действува понекогаш актерската судбина. Иако го познавам многу блиску, иако ги знам скоро сите негови најзначајни остварувања, иако сум бил често пати со него насамо, секој пат кога ќе го видам, мислам дека тој човек никогаш не е сам, туку секогаш во некоја поголема или помала придружба, а тоа е безбројната низа од улоги што ги изиграл, па имам впечаток дека се некои од тие луѓе што ги оживеал на сцената и приватно го придружуваат. За многобројните успеси и извонредно стварените улоги, Ацо Стефановски многу пати е наградуван. 2 пати ја добил наградата 4 ноември на град Битола, признание од драмските уметници на Социјалистичка република Македонија. Наградуван е на театарските игри Војдан Чернодрински во Прилеп, на фестивалот на малите и експериментални сцени во Сараево и други. Да се поминат 25 години со некого на сцената, значи да се зборува за едно богато творечко искуство. Особено ако тој некој е Ацо Стефановски, човек чие што театарско реноме одамна веќе ги има преминато границите како на Битола, така и на Републиката. И кога зборувам за Ацо, не би можела да го раздвојам човекот од актерот. Човекот Ацо го знам од младешките години, кога ентусијазмот беше единствениот императив на времето во кое работевме. Тој е човек тивок, ненаметлив, човек кој секогаш умее да сослуша, да посоветува, да разбере. Актерот пак Ацо е синоним на едно време кога желбата беше и е појака од можностите.
Зашто Ацо не е само актер. Ацо е и пионер на Битолскиот народен театар. Ацо е човек со многу признание и награди. Ацо е човек кој 30 години од вечер во вечер воодушевува со своите креации. И за мене тие креации се многу подрагоцени, зашто поголемиот дел од нив ги има реализирано токму со мене на сцената како мој партнер. Секогаш со истанчен вкус за колективна игра. Тој беше незаменлив партнер и скромно е ако речам дека е големо задоволство да се игра со него. И ете така, од ден во ден, од представа во представа, минуваме долги години под ист театарски покрив. Од она време, кога како млади ни беше потребно за да толкуваме роли на постари перика и повеќе шминка, до ова време, кога косите веќе почнаа да ни побелуваат, лицето ни се избрчка, кога почнаме да зборуваме дека веќе старееме, кога не можеме да најдеме соодветни зборови за да го искажеме сето она убаво, племенито за човекот. И затоа, нека ми прости Ацо што ќе завршам со овие зборови. Ацо е голем човек и голем уметник. Покрај големиот број улоги остварени на сцената на театарот, Ацо Стефановски е и еден од пионерите на македонскиот филм, толкувајќи улоги во првите филмови, како Волчја ноќ, Мис Стон и многу други во кои остварил впечатливи улоги. Стефановски е чест гостин и на малиот екран, каде учествувал во повеќе телевизиски филмови и драми, остварувајќи ликови кои долго ќе се паметат по актерското мајсторство, непосредната игра и уверливоста. Работата на актерот
и воопшто целата театарска уметност е минлива. Се разбира се, во животот е минливо, но најминлива е театарската уметност. Таа трае само миг. Трае онолку колку што трае представата. Потоа ја нема. Поправо, може да трае во свеста на гледачот известно време, подолго или покусо, во зависност од вредноста, од квалитетот на представата, од впечатливоста на ликот што е креиран. Во секој случај, доста е минлива. Единствено остануваат фотосите како документ, што се играла некоја представа. Евентуално, ако се забележи на целулоидна лента играна представа, ќе трае подолго. Да не зборуваме за другите феномени актерски, како што е филмот и телевизијата, тие веќе нешто подолго трајат и можат да се гледаат и да се емитуваат и долги години подоцна. Во секој случај, единствена утеха за актерот, оти ќе остане нешто после него, тоа се младите генерации